Бајер од Михен остана на неколку недели без Хави Мартинес, кој стана херој со голот во 121-та минута на средбата против Челси во Суперкупот на Европа. Тој ќе биде во аут од терените во период од најмалку 2 недели. Мартинес ги повреди препоните, пошто му беше извршена и операција која помина без проблеми. Мартинес ќе им прави друштво во амбулантата на тимот на својот сонародник Тиаго Алкантара и Марио Геце. Последниот исто така доби повреда на надпреварот против лондончани, откако Рамиреш имаше страшен старт врз него. Геце е повреден на левиот скочен зглоб кој ќе биде во гипс најмалку 3 недели. ФИФА објави дека за трансфери оваа година биле потрошени вкупно 3,367 милијарди американски долари. Оваа сума се однесува на зимскиот и летниот преоден рок, односно во период од 1 јануари до 2 септември. Во овој период беа реализирани вкупно 10.454 трансфери на играчи, што е приближно еднакво со 2012 година кога беа реализирани 10.513 трансфери. Споменатата сума е поголема за 29% во однос на истиот период од минатата година, кога вкупниот износ од трансферите изнесуваше 2,619 милијарди долари. Најмногу пари се потрошија во Англија, додека трансферот на Гарет Бейл од Тоттенхем во Реал Мадрид за 91,2 е најскап во овој трансфер период и втор најскап во историјата на фудбалот. Црвена Цвезда и Партизан од следната сезона би можеле да бидат целосно приватизирани и тоа од страна на руски инвеститори. Првиот подпредседател на српската влада Александар Вучиќ веќе имал разговори на оваа тема со представници на клубовите и договорил процесот на приватизација да започне од 2014 година. Собственици на два руски клуба биле сериозно заинтересирани за купување на Црвена Звезда и Партизан, наводно за купување на црвено-белите бил заинтересирани собственикот на Анжи од Махачкала Сулејман Керимов. Американската скијачка Линдзи Вон по пауза од 7 месеци успешно му се врати на скијањето. Таа се наоѓа во американскиот тренажен камп во местото Портилјо во Чиле. Олимписката шампионка и 4-кратна освојувачка на светскиот куп на светското првенство во Шладминг на велослаломската трка се здоби со тешка повреда на коленото, а доживеа и фрактура на десната нога. Главна цел на Линдзи Вон во новата сезона ќе бидат Олимписките игри кои во февруари следната година ќе се одржат во Сочи, Русија. Линдзи Вон во кариерата во светскиот куп има забележено 59 победи.